Почитувани, последниве денови сведоци сме на повторно активирање на познатите контрапротести. Владино-невладини организации и паралелни владини синдикати, секако организирани од власта. Во минатото гледавме разни лажни стечеци, жртви на транзицијата и тутунари, тепачи во црковна облека кои ги нападнаа студентите на площад, кои мирно протестираа, членови на ВМРО-ДПМН кои формираа контрапротест на иницијативата "Протестирам" и кои не сакаа да се открие вистината за убиството на Мартин Нешковски. Сега во истиот стил се појавува ново здружение како контраиницијатива на протестите за поскапувањата на АМАН, како и серија на паралелни синдикати кај лекарите кои се противат на најавениот штрајк. Со организирање на ваквите лажни здруженија, составени од луѓе блиски на власта, таа во полна смисла ја искажува незината тоталитарна и недемократска свест. Бидејќи на перфиден начин се обидува да го загуши секој обид за граѓанска иницијатива, невладино организирање или било кој автентичен протест на граѓаните против незините погубни политики. Власта сака да ги разводни и девалвира автентичните изблици на незадоволство на граѓаните преку контрапротести на партиски членови кои невешто ја бранат незината позиција. Македонија може би единствената земја во светот во која власта организира протести насочени против сопствените граѓани, организира паралелни синдикати против работените, организира невладини организации против цивилниот сектор. Единствен друг пример кој можеме да го посочиме се протестите на владино-невладините организации кои ги организираше Слободан Милошевиќ додека тој држеше власта во Србија. Сакаме во оваа прилика да одговориме на обвинувањата кои доаѓаат од медиумските мегафони на власта дека СДСМ ги организира и стои зад протестите на иницијативата АМАН и за другите граѓански иницијативи насочени против погрешните политики на оваа власт. Иако на ниту еден начин не учествуваме во организирањето на протестите на АМАН, ниту стоиме зад нив, СДСМ дава целоста, принципијална и политичка поддршка на истите, како и на сите други автентични протести на кои граѓаните изразуваат незадоволство од политиките на оваа власт. Апсолутно немаме никаква улога во организирањето и остварувањето на штрајкот на лекарите, но да ги поддржуваме и лекарите на легален и демократски начин да го искажат своето незадоволство и ја поздравуваме нивната храброст и тие да го кренат својот глас за да го зачуваат достоинството на нивната професија. Професија која министерот Тодоров се обидува подот да го избрише. Нашите членови не само што не ги спречуваме, туку и ги охрабруваме, секој по сопствено видување, доколку сака да го изрази својот револт, слободно тоа да го направи и со поддршка на овие организирани граѓански иницијативи. Дополнително ги охрабруваме и не само нашите членови, туку и сите граѓани кои се охрабрени, ослободени да го кренат гласот против погубните политики на оваа власт, масовно се вклучат во автентичните граѓански иницијативи и да го изразат своето незадоволство. Тоа во никој случај не значи дека СДСМ ги организира овие иницијативи и протести или дека на било кој начин стои зад нив. Тоа впрочем го знаат и самите учесници и организатори на протестите. Обидот на власта преку незините мегафони да го представи СДСМ како организатор на овие протести е само уште еден доказ за незината немоќ пред незадоволството на граѓаните и секако недостиг на демократски капацитет.